А во новото издание на Трилинг ќе гледате. Многу малку верба полагам во иднината на македонското правосудие. И сега што е решението? Ако политиката не ги трне рацете од судството, џабе, едни послушници ќе бидат заменети со други послушници. Прилично индикативно да одредени професорски авторитети во државава си дозволуваат без да погледнат предмет кој што е супер обемен да застапуваат тези, а не сум слушнал, и тоа е факт, не сум слушнал да застапуваат тези и да бранат некој што украл 3 паштети и затоа лежи во затвор. Една деценија Хрватска е членка на Европската унија. Господарски раст кој у овом тренутку има Хрватска е исклучиво захвалjujući членство у Европскoj uniji. Hrvatski tajkuni financiraju hrvatske stranke. Pravosuđe je veliki, da tako kažem, faktor koji odlučuje o tome kakav će biti život u jednoj zemlji. А како е да се создава во општество на една, ако може така да се нарече, морална атрофија? Низ годиниве, нели, секој еден имаше шанса да ги промени работите, а некако ние постојано се крчкаме во истава каша. Имам и самата порив повторно да излезам за се нешто на улица. Воопшто ништо не е завршено, ништо не е променето, ништо не е многу подобрено. Добро вечер. Стара кованица е дека животот е театар, но неизвестноста е кој го режира. Може и поинаку. Некој во мизансценот ги влече конците и како со кукли управува со нас. Ова би можело подеднакво да биде најава за еден театарски режисер, но и за политичко-криминалните процеси на што сме сведоци, а може би и актери. Не ни требаат амбасадорите за да сведочиме дека државата е влезена во опасната зона на криминализирано општество. Тоа е топ тема во секој муавет. Дома, во кафејана, на улица, во судските сали. Но тежината на дипломатската диагноза единствено допира до владеечките елити и затоа треба внимателно да се следат и мотивираат. Нема издание на Трилинг во кое соговорниците не говорат на овие теми. На општествената и политичка неморалност, на неказнивоста на грабежот, избербетените институции. Овој пат ќе сведочиме и со паралели. Што направи Хрватска пошто веќе една деценија функционира како членка на Европската унија? Елоквентен и гласен поборник на правдата не само во судница, туку и на улица и во медиуми. Човек кој нема влакна на јазикот и секогаш е критички настроен не само кон политичките елити, туку и кон општеството и општественото. Однесување мој вечерашен гостин, адвокатот Јанаки Митровски, кој пред неколку денови ја објави својата збирка од колумни наречена Разумен сомнеш. Митровски, добре дојде во Трилинг. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Разумен сомнеш. Има ли неразумен сомнеш? Се сомневаме ли ние како општество и неразумно понекогаш? Разумен сомнеш е термин кој што се користи во кривичното право, односно за разлика од обвинителот на кој што му е задача да докаже вина, тоа не е задача на одбраната, иако кај нас многу често обратно се поставени работите, па се очекува од одбраната и обвинитиот да докаже дека е невин. Задача на одбраната е преку својата теорија на случај само да предизвика разумен сомнеш кај судијата, со тоа што или кај судскиот совет, со тоа што многу луѓе тоа погрешно го разбираат, односно ако е, не знам, 9 од 10 сигурен дека е така, а 1/10 не е, тоа е разумен сомнеш. Не, разумен сомнеш е да се предизвика сомневање во фактите и докази кои што ги презентира дека не се баш такви како што се презентирани во обвинителниот акт и во на латински термин тоа in dubio pro reo се употребува како казнено-правен институт согласно кој што треба да се ослободи од вина ако постои разумен сомнеш. Така пишува во книгите, во македонската судска кривична пракса е многу поинакво, затоа што таму контрадикторноста на постапката подразбира дека од една страна е обвинетиот и одбраната, а од другата страна е обвинителот и судијата. Митровски, ќе цитирам едно мало делче. Не можам да се согласам дека во 2020, кога сите етнички заедници се интегрирани, постои дискриминација, но очигледно националистичките теми се пожелни за нашите политичари, се додека не се освестиме дека нема наши и ваши, леви и десни, туку владеачи и владеани. До тогаш ќе живееме во субвенциониран идиотизам. Ова го читам и ќе поставам прашање во контекст на непотизмот
на кои што можам да кажам дека и на големо сме навикнати во нашето општество. Какви се изгледите дека ќе престанеме да живееме во овој идиотизам, ако знаеме дека и овие субвенции не само не дека имаат само етничка квота, далеку од тоа, туку и целата колумна се однесува на тоа дека сепак се е преку врски и секогаш е потребно да се знае човек и да се знае човек, а тоа го гледаме секојдневно во медиумите, секој ден протекуваат фотографии, информации, кој чив внук, чив роднина и кој што без пари купува. Таа колумна третира две компоненти, националистичкиот пристап во корелација со тоа што го велите, нели, секаде ви треба човек, може би но и непотизмот. Знаете како, не сум оптимист, секогаш ги учам своите деца да бидат своји и самите да се изборат и да не чекаат на мене. Аз може и утре да ме нема, и тука поидувам од мојата животна школа, затоа што јас имав например супер успешен родител, супер успешен адвокат и добро етаблиран, меѓутоа имаше, ајде да наречеме, комунистички стил на воспитување, дека не важи, нема посебни привилегии, што може би ми сметало кога сум бил студент, меѓутоа тоа е многу исправен начин на водење на дете, затоа што не му правите услуга на вашето дете ако постојано го туркате, затоа што еден ден родителот ќе го нема и ќе треба сам да се бори. Во однос на поширокиот контекст на кажаното во колумната се однесува и на оние идиотски квоти кои што се уште се практицираат согласно Охридскиот рамковен договор. Не сум против и факт е дека беа нужност кога се воведоа, затоа што оваа држава сама по себе не сакаше да направи инклузија на останатите етнички заедници. Статистиката до 2001 тоа јасно го говори, но 20 години подоцна сметам дека е доволно и дека има сосема добра инклузија на останатите етнички, на помалите етнички заедници и дека сега веќе се преоѓаат на тоа да продуцира неквалитет, затоа што вие имате состојба да треба да сте само од некоја друга етничка заедница и да добиете предност пред некој друг. Јас конкретно, мојата етничка припадност, која е влашка нормално, никогаш не сум ја користел за никакви бенефиции, иако сум горд влав и упорно работам мојата култура да пренесам на моите деца. Како што споменав, непотизам и корупција, мешање во судството и во судските работи, независно судство, сите состојби кои што се случуваат во судскиот совет се еден голем проблем за македонското општество. Сакам малку повеќе и на таа тема да поразговараме. Ние сите ги следиме случувањата. Последен пример беше дека струшкиот градоначалник беше ставен на црна листа на State Department, на црната листа на САД, но немаше никаква реакција од нашите институции. Потоа следеа уште неколку амбасадорски критики, можам да кажам. Тука беше и холандскиот амбасадор кој искоментира дека ќе се стопи, поточно искоментира дека постои, токму така, не постои независност во судскиот совет, се стопираа пари, а потоа излези и австрискиот со еден поличен спор кој што исто така побара смена на суди и обвинители, одземање на лиценци на адвокати и нотари. Практично цела меѓународна јавност доаѓа и ни упатува критики, ни го посочува очигледното велам затоа што сите знаевме што се случува години наназад со струшкиот градоначалник и ги следевме и пријавите и обидите за други пријави. И сега јавниот дискурс е сведен на тоа дали ние не гледаме што ни е пред очи во дворот, па ни требаат странците да ни кажат, или другата страна која вели дека сепак не треба да ни се мешаат во внатрешните работи. Факт е дека во 30 години не смогнавме сили да изградиме силно и независно судство. Влажен сум, многу пати сум говорил, на секој политичар во Македонија е прво и основно да го јавне судството, тоа се и обвинителството, тоа го прават преку два органа, Судскиот совет и Советот на јавни обвинители. Самите се сведок што се случува во последно време со Судскиот совет, тоа е една лакрдија која што е непримерна и некултурна за било која нормална држава, меѓутоа се случува да заменикот одеднаш така се решава дека нема да биде председател тој што е избран за председател и на таков начин прават пуч дали да заштитат некој или не. Тоа е дискутабилно. Инаку, затоа сум против, во контекст на кажаното од ваша страна, затоа сум против на безпоговорно прифаќање на се што Бугарија бара, затоа што тоа е само еден сегмент и бидете повеќе од убедени дека проблемите кај нас со правосудството ќе дигнат рампа на неколку, ќе дојде до тоа да ни дигнат рампа на патот на Европска унија на неколку европски држави, меѓу кои оние што ги набројавте. Холандскиот амбасадор, знаете како,
многу ретко се настапува вака без ракавици и со условно речено со шамарање на нашите политичари. Нешто помека беше амбасадорката на САД, меѓутоа австрискиот и холандскиот амбасадор беа доста жестоки во своите критики, па и со финансии, стопирање од страна на холандската амбасада, која што мора да признаеме, да речеме, една од пообјективните, понепристрасна во постапување кон нашата држава, а австрискиот амбасадор, не сум јас експерт, со професорот Тони Десковски имавме една приписка дали тој излегува од неговите ингеренции согласно Виенската конвенција за дипломатски односи, меѓутоа го слушавме поранешниот премиер Као Геомити ке отужал за клевета, сите знаеме дека Зоран Заев нема храброст да тужи ни еден амбасадор, меѓутоа имаме изричито има очигледно влијание на и обид да се избегне огромен долг спрема австрийска Дали фирма. очекувате било каква промена внатрешна во судството после сите овие, ќе ги наречам, предупредувања од страна на Тука ми е болката, меѓународната затоа јавност? што го живеам тоа секој ден и како човек кој што како адвокати сме у многу поудобна позиција од судиите и обвинителите да можеме слободно да коментираме. Ги гледате ли вие овие состојби во праксата? Секако дека да, секако дека ги гледаме овие состојби во праксата и токму затоа можеби јавно прв пат го кажам дека полека и ќе се тргам од македонското правосудство, затоа што за човек како мене што не му се примарен предизвик финансиите, едноставно не ме возбудува, ајде така да кажеме, како што ме возбудувало кога сум се лиценцирал пред 11-12 години, меѓутоа полагам одредена надеж, иако не го правам тоа слепо, на новите генерации или на така наречени мои генерации кои сега стануваат суди и обвинители. Но вашите генерации исто како и вас се заминуваат од македонското судство. Не само што си и мојата генерација новинари не само што се си заминуваат, дел новинарството. и ќе останат, меѓутоа постои тенденција да многу лесно влегуваат во калапот, односно конформизмот си го прави своето. Ве молам, значи Сдружение на судии на Република Македонија имаше една бенигна изјава за случувањата во судскиот совет наместо жестоко да реагира. Според анкетата која направи ОПСЕ, внатрешна анкета, 72% судии не мислат дека судскиот совет не ја штити независност. 73% сметаат дека унапредувањата не се вршат со објективни, мерливи и правични критериуми. Значи, зборуваме за над 70% недоверба Така, тоа е во повеќе од ова две третини. тело. Што треба да се направи веднаш по објавување на ваква анкета? Што зборува тоа за нас и што сме направиле? Прво е многу во последните добро, години? што конечно моите колеги судии се одважија да на оваков или онаков начин да го дигнат гласот, дали преку давање оставки од судскиот совет, двајца судии тоа го направија, што е за поздравување, затоа што има дно кое што веројатно под тоа не може да се оди. Добро е што во анкета, иако е таа анонимна, она што треба прво самите да го направат, да бидат многу повокални и да не се плашат, крај крајава и да ги разрешат од судии, ќе си бидат адвокати и тоа не е ништо страшно, а она што треба да се направи е да се ангажира обвинителството во овој дел и да обвинителството треба да се ангажира во моментот кога се направи тој пуќ во судски совет, затоа што е тоа очигледно незаконито постапување. И тоа се обиде да го оправда тогашниот заменик председател со една правна максима која што вели се што не е забрането е дозволено, што е помалку идиотски да се каже, човекот може ќе се навреди и слободно дека се навреди, тоа идиотски да се каже е исклучително правно неуко, затоа што тоа важи за генералната популација, додека во постапувањата на функционерите важи сосема обратна правна максима, тоа е се што не е дозволено е забрането. Никаде не е пропишано таков начин на разрешување на председателот на судски совет. Многу малку верба полагам во иднината на македонското правосудство. И сега што е решението, бидејќи дел од ова не е дел од праксата како што споменавте, но се погласни са барањата за комплетни смени како што се ветинг или комплетен реизбор, го слушаме тоа во јавноста. Накратко, можно ли е некоја од овие решенија да го реши? Дури да се смени целиот судски совет, ако политиката не ги трне рацете од судството, џабе. Едни послушници ќе бидат заменети со други послушници и ништо не сме правиле. Во однос на ветинг и таму сум скептичен. Знаете, често се посочува Албанија како пример и таму имаат доста проблеми и кај нас сум убеден, исто како што сум убеден дека и долго најуванијата никако да се донесе закон за потекло на имот, ќе се користи за политички прогон и притисок. Например, драфт верзијата за законот за потекло на имот
подразбира дека може 2 милиони граѓани да бидат осомничени како наместо да се однесува само на функционери, суди и обвинители, 2 милиони граѓани во Македонија или 1,8 милиони колку што сме останати, ќе бидат условно речено осомничени. Она што е потребно, товарот да го носи мојата генерација и некоја генерација помлади, честни кадри, сега да не звучам како дуи, нели? Не наши деца. Не наши деца кои што ќе го носат товарот и преку 4-5 генерации ќе го прочистат судството, обвинителството, па и адвокатурата од послушници и клатиглавци. Во последно време доста сте популарни со вашата преписка со професорот Калајџиев, но нема да навлегувам. Имате различни ставови по одредени прашања, како например бранењето или застапувањето на страната на Жан Митрев, за кој беа обелоденети некои работи од страна Кој што се предмет на постапка. На Ирала. Сакам друго прашање да ви поставам, бидејќи во една таква дебата влегуваат и професори од, ќе го кажам, нашиот факултет, бидејќи двајцата сме излезени од тој факултет. Книгата е напишана на еден многу народски начин, без воздржување, како што кажав, без влакна на јазикот, но сега можеме да забележиме дека еден, како што кажавте, малку и некултурен начин на разговор од страна на професорската фела која се впушта во вакви расправи, една критика која можеби и, еве ќе кажам, не може да се остане и да се свати само како критика, туку веднаш сето тоа се разгорува и преминува во нешто друго, можеби и навреда. Дали ваквиот јавен дискурс е последица на она што го пишувате во една колумна за падот на квалитетот на образовниот систем, на она состојбите што се случуваат во факултетот, или обратно? Или ова е последица на веќе уништеното образование? Алудирате на колумната Јустинијаново его, каде што ги детектирам како три главни причини за падот на квалитетот, на квалитетот на образованието баш на мојот факултет. Тоа е прво нормално, 22 правни факултети има кои што и деца кај нас гледаат само да завршат факултета, не да научат. Второ е иселувањето како фактор и трет, но не е фактор кој што е занемарлив, тоа е Јустинијановото его, егото на професорите, кој што сега јас например кога студирав имаше така наречен елитизам меѓу професорите, затоа што многу тешко се доаѓаше. Нормално честни случаи, меѓутоа таквиот тип на професори и особено нив ги следеше овој асистентскиот кадар, се случуваше многу често. Меѓутоа јас кога студирав, јас бев на предавање на покана на почитуваниот на крајот на минатата година или на почетокот на оваа на Александар Стојков, професорот Александар Стојков, многу сакам професор од мене од многу генерации. И бев запрепастен, значи факултетот е буквално испразнет, во последните 4 години помалку од 600 луѓе на сите смерови се запишаа, а јас и вие, ако не се лажам, сме тука негде генерации, вие знаете дека например во мојата генерација 1500 луѓе беа запишани на сите смерови и факултетот беше преполн, не можеше да се најде место. Тоа е драстичен и преголем пат. Тоа е драстичен и преголем пат кој што не може само на иселувањето и на да се рефлектира само на ли тоа во јавниот дискурс и во начинот на кој што се водат дебатите во јавниот простор? Секој што ќе искаже еден став е буквално линчуван. Во тој контекст да прашувам. Во дел и партизацијата си го направи тоа на црно-бело, на портретирање на црно-бело, меѓутоа како човек, иако сум и многу самоуверен и многу самобендисен, тоа веројатно и многу се приметува. Никогаш не сум бегал од критика, се приметува никогаш не сум бегал од критика и особено од себе критика, затоа што е тоа рецептот да расете и секогаш сите мои приправници сум ги учел. Тоа ми е една од главните гордости, цели две дузини адвокати да школувам, односно да помогнам да се школуваат, меѓутоа да никогаш да не бегаат од грешки и од критика, затоа што само така се расте. Во конкретната колумна воопшто не заземам страна, односно сметам дека е прилично индикативно да одредени професорски авторитети во државава си дозволуваат без да погледнат предмет кој што е супер обемен да застапуваат тези, не сум слушнал, и тоа е факт, не сум слушнал да застапуваат тези и да бранат некој што украл 3 паштети и за тоа лежи во затвор. Митревски, оно што деновиве беше актуелно е геј парадата која се одржа во Скопје и оно што оваа недела можеме да видиме еден, па и веќе си дозволам да кажам, многу инквизиторски начин на напад на социјални мрежи
на оние кои излегоа. Ја закана беше упатена и кон мој колега и тоа во емисија во живо, мислам на Огнен, така што воопшто не сме толку мирна држава како што и мислевме, воопшто и можеби се уште е потребна борбата за човековите права, така ќе ја наречам. Па во овој контекст би сакала да ве прашам за протестот кој го организира МПЦ, не за протестот како таков, не за правото на протест, за да не навлеземе во тоа правно објаснување. Ве прашувам за ставовите. За ставовите на МПЦ, еве за ставовите кон жената, например, нема да ги изговорам, нема да им го дадам тоа задоволство, бидејќи ги сметам за крајно шовинистички. Исти такви или слични такви прочитав и за ЛГБТ популацијата во оваа држава. Па прашањето ми е, гледате ли уназадување на човековите права во овие нивни барања? Коренот на проблемот и дел од одговорот на вашето прашање што МПЦ никогаш во 30 години изминати не протестирала за ништо, за ниеден друг битен општествен проблем, не протестира, не повика на се народен, например, како моќна институција која што има несомнено влијание кај голем дел од народ, не повикаа на протест кога се менуваше името на државата, не поминаа на протест кога се носеше Охридскиот рамковен договор, што демека на теми ке фрлаа и тогаш и така натаму. Морам да бидам искрен дека кај нас се фаќаат две екстреми. Едната екстрема е уби педера, ајде така да си дозволам да се изразам, која што во многу често е поддржувана и од црквата и која што како таква неприфатлива. Другата екстрема е, се пројде факт е дека се обиде да се истурка, тогаш што и јавно го говорев, да се истурка обид за промена на полот или родот. Јас не сум експерт на темата и не можам во детали да говорам преку обична изјава на нотар, меѓутоа тие измени беа повлечени, во новото решение ги нема, а повторно се користат во пропагандна алатка. Морам да бидам искрен дека од 90-тите јас кога растев, состојбата е подобрена, меѓутоа е далеку од задоволителна, затоа што ќе ве потсетам дека 9 напади имаше на ЛГБТ центарот кои што беа кршени, немаше ниедно уапсено лице и атмосферата која што се создава е атмосфера на линч. Најхомофобна изјава на светот е зашто не ми сметаат гееви, меѓутоа да си бидат гееви под дома. Пропагандни термини од типот дека не знам ќе има парада, па гледате гееви, па децата ги гледат ќе стават гееви, се нормално и помалку комични. Инаку јас не одам на парада на гордост или на геј парада како сакате од мои лични причини. Прво затоа што не сакам да гледам луѓе кои што им е сексуалната ориентација професија, и тоа е факт дека такви постојат, и сметам дека се комерцијализира ќе додам и до тоа, и се комерцијализира самата борба. На протестот на МПЦ нема додам, јас не сум верник и многу луѓе не се верници во вистинска смисла на зборот, ќе бидат на тој протест. Ова го знам затоа што растев и се уште растев, затоа што растев со двајца посветени православци, под посветени не подразбираме носење на зејтин во црква. Што зборува тоа за нашето општество, ако мразиме се? Видете, дел е последица на фрустрација, дел е последица на пропаганда, дел е последица и на воспитување, во кој значаен удел има црквата. Меѓутоа, кај нас и за жал, бидејќи растев со двајца посветени православци, кај нас и православието малку погрешно се интерпретира. Моите родители апсолутно не бегам од тоа дека ме учеле дека е тоа погрешно, фала Богу, меѓутоа никогаш не ме учеле дека треба тие луѓе да се мразат или да се линчуваат или да се каменуваат. Ме учеле дека дека е тоа греф и дека нивниот греф треба да не се сака, а не самите личности кои што се различни од нас. Мислам, 21 век е постојат луѓе со различна сексуална ориентација. Благодарам за ова гостување. Ви посакувам и понатаму многу успеси. Ние ќе продолжиме да ги читаме колумните, како што кажав, на еден многу народски, интересен јазик со кој што може колумна подразбира послободен стил на изразување, да се поистоветат и голем дел од граѓаните. Благодарам за ова гостување. Фала ви. Хрватска е втората земја од Балканот по Словенија која стана членка на НАТО, а во 2013 година и се приклучи на Европската унија како 28 земја членка. Преговорите до прием во унијата траја 6 години. Во меѓувреме земјата се соочуваше со блокада од страна на Љубљана поради поморското разграничување. Вела дека без компромисот од Косор и Пахор, со кој практично Хрватска се откаже од дел од својата поморска територија, Загреб уште ќе беше далеку од Брисел.
Една деценија Хрватска е членка на Европската унија. Тргна на тој пат на евроатлантски интеграции со Албанија и Македонија. Во таа тројка Македонија важеше за земја со напредни реформи. Сепак од оваа регионална тројка властите во Загреб беа најорганизирани, со многу елан и партиско-национален консензус, и 2013 година Хрватска стана 28-та членка на Унијата. Уредникот и водител на оваа емисија Гораш Чомовски неколку пати беше во Загреб. Ова ретро на Гора Чомовски е всушност индиректна паралела за искушенијата што допрва ја очекуваат Северна Македонија. Јадранка Косор беше премиерка на Хрватска во периодот од 2009 до 2011 година. Во политиката влезе како дел од конзервативните сили и се приклучи кон ХДЗ. Во 2003 година беше назначена за министер во кабинетот на премиерот Иво Санадер, а на таа позиција беше до 2009 година, кога ја презеде функцијата премиер. Во 2005 година Косор беше кандидат на ХДЗ за председател. По поразот на ХДЗ на парламентарните избори во 2011 година, Косор беше исклучена од партијата. Поранешната премиерка и лидер на ХДЗ очигледно се чувствува изолирана на политичката сцена. Својот јавен збор го публикуваше во неодамна издадената книга Денот после вчера, во која се собрани сите нејзини текстови од блогот и колумните, пишувани за Словенечки дневник. Книгата Ден после вчера е посветена на нејзиниот син Ловрен, доктор на филозофски науки. Хрватска на почетокот на јулија завршува првата декада од членството во Европската унија. По Словенија таа беше втората држава од екс Југословенската федерација, што се приклучи кон Европската унија. Откако 6 години преговараше со Брисел, властите во Загреб мораа да направат болни компромиси. Две условувања беа клучни: како да го решат поморското разграничување со Словенија и како да соработуваат со Хашкиот трибунал, а јунакот на татковинската војна Готовина да го екстрадираат кај Карло Дел Понте. Hrvatska je članica Europske unije, punopravna, i Hrvatska danas itekako vidi rezultate od ulaska. Jer gospodarski rast koji u ovom trenutku ima Hrvatska je isključivo zahvaljujući članstvu u Europskoj uniji. Хрватите во преговорите по поглавјата вклучија огромен експертски тим, надворешни консултанти и лобисти, без оглед на партиската припадност. Hrvatska je bila, mislim da je, nisam sigurna da li je i Slovenija to imala prije toga, ali Hrvatska je svakako bila jedna od rijetkih zemalja zbog veličine, odnosno zbog činjenice da smo mali, koja nije u pregovorima koristila samo ljude iz državne uprave, dakle iz državnog aparata, nego je koristila ljude iz akademske zajednice, iz privredne zajednice, iz gospodarskih komora, dakle iz drugih dijelova društva, jer naprosto u državnoj upravi nismo imali dovoljno stručnih ljudi za sva poglavlja o kojima smo pregovarali i za sve podaspekte, jer tu u svakom poglavlju ima još puno specifičnih i specijaliziranih tema za koje trebate stručnjake. Словенија како сосед најпрвен ја блокира Хрватска поради непрецизното поморско разграничување. Преговорите траја долго, се додека 20 тогашни премиери со меѓународна медијација не договорија споро да го решаваат со меѓународна арбитража. Mi smo se jedan i drugi bojali velikih incidenata, incidenti su se već događali, a neprijateljstvo je raslo i ja mislim da samo hrabri političari mogu raditi na taj način da sebe izlože da bi ostvarili neki viši cilj, a osobito da bi ostvarili neke državne interese. Gospodin Pahor, predsjednik Pahor, i dalje, i ja smo i dalje ostali prijatelji unatoč svemu i ja mislim da je to zapravo ta neka vrsta povjerenja koju smo mi uspjeli izgraditi na početku, iako se na samom početku nismo vjerovali ni ja njemu ni on meni, ali da je to bio ključ za uspješan u konačnici dogovor. A pregovori naši, nas dvoje, kad bi ostali sami, su bili vrlo teški, vrlo zahtjevni. Nekoliko puta smo se i on i ja zapravo dizali од стола, али тоа е сада прошлост. Дали во тој период бевте свесни за евентуалните политички ризици што и се покаже со нередите незадоволството меѓу хрватските граѓани во однос на овој договор кој го постигнавте со... Naravno. I jedan dio slovenske javnosti, jedan dio hrvatske javnosti nije bio zadovoljan što mi uopće razgovaramo, a kamoli da ćemo se nešto i dogovoriti.
Починатиот екс-градоначалник на Загреб Милан Бандич, што 6 мандати речиси управуваше со метрополата, беше непосреден, јасен, но и контроверзен политичар, осомничен и за незаконски договори. Секогаш беше трн во окото на централната власт. Sve vlade zagovaraju istinsku decentralizaciju prije izbora, ali kad dođu na vlast, onda od te decentralizacije ne bude baš puno koristi. Oni ubiru porez, one najizdašnije poreze, a to je porez na dobit, PDV, znači porez na potrošnju, carinu. A zadnja izmjena zakona o porezu na dohodak je gradu Zagrebu također vlada ova koja je prije godinu dana i u kojoj ja participiram u Saboru. Ostaće grad Zagreb kraći negdje za oko 400 milijuna kuna. U konačnici uvijek uzmu tamo gdje ima, ne, a u Zagrebu bude malo, ali mi bez obzira na to što nam uzimaju, ne smijemo sjediti skršteni ruku, moramo raditi i nekukamo. Grad Zagreb se razvija, grad Zagreb realizira svoje projekte, grad Zagreb je odgovoran jer se domaćinski odnosimo prema onome što su naši izvorni prihodi. Хрватските граѓани велат Бандич знае да игра со сите гарнитури, со сите досегашни, па и актуелната гарнитура владина во Хрватска. Pa nije tu Bandić toliko bitan, koliko je bitan grad. Ne može se kvalitetno ili najkvalitetnije voditi glavni grad koji je by the way 40% gospodarskog potencijala Hrvatske, koji je politički, kulturni, gospodarski centar u kojem su smještene sve institucije ove zemlje. U biti on pola Hrvatske. On se ne može voditi bez suradnje sa centralnom vlašću. Во Хрватска, како и сите постјугословенски и транзицијски држави, тајкуните владеат со економските и политички процеси. Во тој вртлок на криминал, подкупливост и незаконитост заврши и хрватскиот премиер Иво Санадер. Еден од дел на аферите на Санадер, и јас би кажал дека тоа е најкрупна афера од пет корупцијски афери на поранешниот премиер Санадер. Кога говориме за Фими Медија, случајот Фими Медија, мораме да гледаме и генеза на проблемот. Во транзиција на Република Хрватска од поранешна југославенска држава на самостојна држава пројде низ транзиција во која требаше да се осигурат слободни избори, така. И партиите не беа уште подготвени да организират законити финансирање на политички кампањи. И ХДЗ беше еден од нив. Во 90-те години е познато дека ХДЗ се финансирал преку така наречени 200 семејства кои се створени како тајкунски семејства во процесот на приватизација на државниот имот, на државните компании, и тоа беше прв извор на финансирање. Значи, прво приватизација и после тие компании ги финансирале владеачка партија во тој период. Вториот извор на финансирање беше рекет на владеачка партија од другите приватни компании. Значи беа оценети со инспекции дека ќе бидат казнети ако не финансират кампањите на владеачка партија, и трет извор на финансирање беше од другите државни фирми. Во 2000 години, кога Санадер ја превземе власт, веќе немавме толку тие тајкунски, многу тие тајкунски семејства присутни, само беше остана Агрокор со Тодорич и уште неколку компании, и тука тоа беше еден извор на финансирање. Агрокор секогаш ги финансирал главните политички партии во Хрватска, СДП и ХДЗ. Загреб го тресат две големи афери. Едната поврзана со Агрокор, втората со случајот Санадер. Актуелната политичка гарнитура тука во Загреб воглавном се занимава со случајот поврзан со Агрокор. Pa sjećam se, da, to je bilo vrijeme kad je Ivo Sanader bio šef tada glavne
opozicijske stranke u Hrvatskoj, to je HDZ, i radili smo jedan klasični politički intervju gdje smo razgovarali u to vrijeme šta su bili problemi, to je bilo 2000. godine i sjećam se da on je bio dobar govornik, kasnije mi je još u emisiji nastupao 1, 2 ili 3 puta, dobar govornik, neke emisije su oscilirale, neke su bile malo žešće, neke malo manje, ali evo i dan danas je Ivo Sanader na neki način u javnosti prisutan, više nije politički faktor, ali daje intervjue. Можете ли да предпоставите дека ова што денеска се случува со Санадер, дека и воопшто ќе заврши како осомничено лице, а и сега и се води истрага против него? Tada nisam mogao, te prije 18 godina nisam mogao to nikako pretpostaviti da će biti tako, ali kako je vrijeme odmicalo, njegov način obnašanja vlasti je dao dovoljno povode da se posumnja da bi to moglo biti tako, tako da su ljudi već negdje tamo od, ajmo reći 2010. Je bilo dosta ozbiljnih inkriminacija na njegov račun. I тогаш никој не ги дирал за криминалот во приватизација. Рустам Маршалевски, ви имавте едно излагање во Македонската академија на науки и уметности, поврзано со казнената одговорност на политичките партии, но и правните субјекти. Кои се клучните поенти од вашата анализа? Според мојата анализа е дека би требало да се овозможи кривична одговорност на политички партии за сите кривични дела и тоа имавме во Република Хрватска и за тоа се и можеше да се отвори кривична постапка против ХДЗ. Во еден предбожикен престој во Хрватска, јавноста беше шокирана од распадот на Агрокор, синоним на систем кој ги интегрираше сите хрватски брендови, преку 40 компании во еден голем систем што создавал 10% од бруто општественото производство во Хрватска. Додека во Загреб се вршеа претреси, Ивица Тодорич беше во Лондон, без изгледи да биде исправен пред обвинителен акт. По 6 години судир околу Ивица Тодорич и актуелниот премиер Пленковиќ, газдата на Агрокор, се огласи во април годинава. Pa na vrlo jednostavan način. Hrvatski tajkuni, mislim da nije to ništa drukčije nego i u svijetu. Hrvatski tajkuni financiraju hrvatske stranke i onda im to te hrvatske stranke kada dođu na vlast vraćaju na ovaj ili onaj način. Ne bi nikoga prejudicirao, ne bi ništa prejudicirao, nikoga optuživao, samo mogu reći sljedeće. 55.000 zaposlenih u sustavu Agrokora je plod dugogodišnjeg rada i razvijanja Agrokora u kojem su sudjelovale sve vlade Republike Hrvatske od 90. do danas. Pa ja ću vam reći da su hrvatski građani po ovom iskustvu potpuno inficirani politikom, tako da je publicistika kao područje najčitanije. Posebno hrvatski autori kao Jadranka Kosor, Manolić, Šeks, Rajić. To je neka literatura koja je produktivna i koja zapravo Hrvate najviše zanima. Nakon toga knjige iz samopomoći, znači nekakva ezoterija, pomozite sami sebi na ovaj ili onaj način. Beletristika, posebno u zadnje vrijeme hrvatski autori koji su iskočili nakon dugo vremena ponovo u prvi plan, kao Kristijan Novak, Damir Karakaš, Mani Gotovac, Rade Šerbedžija, Igor Mandić, Slobodan Šnajder. Znači, mogu vam reći da su to pisci koji se najviše čitaju. Хрватскиот проект за членство во Европската унија ја внесе државата во средно развиени држави на Европа, со зачувување на традиционалните културолошки вредности. Неодамна гостин и соговорник на Трилинг беше Стипе Месич, премиер и во 2 мандати председател на државата. Pa mi smo, da bi ušli u Europsku uniju, morali ispuniti određene uvjete, ostvariti standarde i to bi bilo presudno za ulazak u Europsku uniju. Europska unija je jedan milenijski projekt i naš je cilj bio da što prije ostvarimo taj ulazak u Europsku uniju. Nažalost, sada je, što se drugih zemalja Balkana tiče, zaustavljen taj proces, ja ne znam zašto. Господин Месич, Македонија имаше подобра стартна позиција од Хрватска. Каде македонските водства затаија во однос на патот кон НАТО и Европската унија?
Pa osobno ja mislim da je jedna velika nepravda prema Makedoniji, jer je ona ostvarila uglavnom sve značajne postavljene zadatke i mislim da je morala već završiti pregovore za ulazak u Europsku uniju. Ja ne znam zašto je došlo do zastoja u pregovorima u ulasku u Uniju, jer ja sam rekao, Europska unija je milenijski projekt. Oni koji su ga projektirali, to su bili uistinu lideri koji su znali zašto se Europa mora udružiti, jer samo udružena Europa može biti veliki igrač među današnjim velikim igračima. Pitanje je da li je problem bio u vodstvu Makedonije, jer Makedonija ispunjavala sve potrebne uvjete. Problem je, meni se čini, u Europskoj uniji, jer Europska unija je, meni se čini, malo zasićena sa proširivanjem, a oni koji čekaju, oni su zasićeni sa čekanjem. Колку и на каков начин членството на Хрватска во Европската унија го ја врати довербата на граѓаните, поточно на хрватските граѓани во правосудниот систем и во функционирањето на институциите? Pa ja smatram da pravosuđe je veliki, da tako kažem, faktor koji odlučuje o tome kakav će biti život u jednoj zemlji. Jer ako pravosuđe djeluje u skladu sa Ustavom, sa zakonima, a ako pravosuđe djeluje na vrijeme da se uočene nepravilnosti riješe u pravosudnom sustavu, onda građani vjeruju u taj sustav. Međutim, ako predugo traju procesi, bez obzira kako oni završili, već se gubi interes za pravosudne odluke. Znate, ako godinama se razvlače neki predmeti za koje građani žele da bude riješeni što prije, onda se gubi u uvjerljivosti. Građani gube strpljenje. Во Трилинг досега имавте можност да следите дел од словенечките европски искуства, како и серија на разговори во Бугарија. Секаде има евроскептици. Овие членки на Европската унија се добар извор на искуство и пракса, што може да бидат стимулација за македонското општество. Чудна случка со кучето во ноќта е насловена представата која оваа година на фестивалот Војдан Чернодрински се закити со неколку награди. Вечерва во Трилинг разговарам со режисирката на представата и професор на Драмскиот факултет во Скопје, Зоја Бузалковска. Бузалковска, добро вечер. Добро вечер. Честитки за наградите. Благодарам. Добро дојдовте во Трилинг. Прочитав наслов на едно ваше мајско интервју. Велите, креаторот овде е константен цензор на својата фантазија, уморен од неможење. А како е да се создава во општество на една, ако може така да се нарече, морална атрофија? Па навистина сложено од секој аспект. Секоја наша работа е борба, практично борба со условите во кои што работиме, борба со можностите кои што ни се дадени. Мислам се повторува, се продолжува, тоа е една веќе константа на непрепознавање на улогата, според мене, на уметноста во едно општество и нејзино деградирање по сите основи. Така што навистина е авантура, да речеме, прво да се прифати, секогаш со едно чувство на уценетост, како да кажем, на уцена, дека или нема да направам представа, или морам да ја направам во тие услови кои што ми се нудат, зашто подобри нема. Например, оваа година беше објавено по сите насловни страници дека јас имам добиено најмногу средства за мојата представа Иванов, заедно со Андрей Жолдак, нели, гостин, режисер во Велешки театар, а тоа беше навистина
смешно мал буџет кога кажувате во некои поразвиени театарски и генерално уметнички средини колкави се буџетите, луѓето се чудат зашто ние навистина сме магионичари што воопшто успеваме да извадиме нешто и на крајот на криштата поценете и трудот на сите, па и на соработниците кои што ги каните и кои што прифаќаат да соработуваат со вас заради добра идеја, заради тоа што им се работи, а не затоа што навистина имаат достојни услови за да може да креираат. И никош не знаете каков ќе биде резултат. Кон крајот на минатиот век често се зборуваше за теми со ангажиран театар, за слободумни сценски играња и движења. Дали зошто по 3 децении на противречности некако бегаме од сево ова, па бегаме и од овие теми, па ни треба можеби Мрожек и неговите мигранти за да се соочиме со вистинската ситуација во која што живееме. Колку треба за да се соочиме со сознанието дека пострашно е да се чувствуваш емигрант во сопствениот дом? А никаде да не си отпаднал. Да, ми наметнавте неколку теми на вистина. Не би рекла дека немаме ангажиран театар. Напротив, мислам дека на вистина имаме многу, работеше многу ангажиран театар Мартин Кочовски. Сметам дека и јас работам ангажиран театар, мислам дека секој од нас или многумина од нас на некој можеби на посуптилен начин отвораат многу важни теми, многу важни прашања, многу горливи теми. Се разбира, емигранти од Мрожек неверојатно е колку после многу долго време кај нас е страшно актуелна тема. Тоа веќе го кажав на некои места дека јас не ги поканив јас актерите да ја работиме таа представа, туку тие ме поканија мене на огромно взаемно задоволство, едниот со кој што само што во тој момент соработував, другиот кој што е мој студент и веќе драг соработник, еве веќе и во втора представа со Иванов, Григор Јовановски, а другиот е Дамјан Цветановски, кои што сакаат да работат емигранти од многу причини. И мислам дека успеавме во тоа, точно тоа, да отвориме практично 2 теми паралелно преку емигранти. Едната е емигрант во туѓина и другото е емигрант дома. Затоа што ние веќе децении практично го живееме тој проблем. Само што постојано се менуваат емигрантите дома. Едни се некои 10, 11, не знам години, па после се некои други и слично, така што и јас и двајцата, за жал, млади актери, се уште имавме многу што да кажеме на таа тема, како е да си во подрумот на собственото општество, нели? И како е да твојот глас практично да не може да се чуе, нели? Како е да си меѓусебен заложник во тој подрум, исто така, нели, двата концепта, навидум левиот и навидум десниот, навидум интелектуалецот и навидум простодушниот човек, нели? Навидум левичарот и навидум поддржувачот на традиционалното, на патриархалното, кои што се практично се држат постојано во меѓусебно заложништво. Низ годиниве, нели, секој еден имаше шанса да ги промени работите, а некако ние постојано се крчкаме во истава каша, во истава манџа постојано и никако не можеме да излеземе од неа. Залковска, пред малку го споменавте интелектуалецот. Во моментов во соседството се случуваат долги протести на кои што учествуваат и место земаат културни работници од земјата и се постојано мета на критики. Ако културата е гласна, тогаш е веднаш обележана. Дали тоа значи дека гласот на интелектуалецот треба постојано да биде обележан како некаков политички став? Па сакаме или не, тоа да го признаеме, инаку се разбира постојат повеќе видови на кажување на нештата, нели? Јас лично сакам кога ние го кажуваме она што сакаме да го кажеме преку нашите дела. Во принцип некако мислам дека таму сме најрафинирани, најмокни, најние.
Мислам дека навистина преку многу дела може да се кажат нештата. Само сега се разбира, треба и капацитет да се препознае тоа што се кажува. Нели, и да се чуе исто така. Повторно поради оваа фрланост на маргините за кој што зборуваме, кој знае колку имаме гласност, кој знае колку сме нели, на врвот на планината или сме некаде во подножјето цело време, па некако не стасува нашиот глас онаму каде што треба. А се разбира дека кога ќе прелие чашата, тогаш сакате да ги кажете работите гласно, и во друга смисла на ангажман, да излезете на улица, нели? Голем дел од нас излегува кај нас на улица и се разбира дека се сеќавате беа обележувани, беа заокружувани со црвени фломастери и слично и се разбира дека постојано имам и самата порив повторно да излезам за се нешто на улица. Воопшто ништо не е завршено, ништо не е променето, ништо не е многу подобрено, да речеме, во однос на она против кое или за кое сум се борела и самата. Меѓутоа, повеќе пати, да речеме, сум пишувала разни реакции, разни писма. Секогаш било тоа третирано како некаква лична борба, за личен бенефит. Никогаш не било третирано, кога сум сакала да ги кажам работите многу гласно, секогаш ми било одговарано за мене. За мене е тоа бесмислено. Не ме интересира борбата само за мене да ми биде подобро. Мислам дека е многу важно да го промениме генерално начинот на мислење, да ја промениме матрицава некако, ако може, која што никако не можеме да ја промениме толку долго. Бузалковска, а која е цената да се биде уметник денеска во земјава? Некако се добива впечаток дека секој гласен уметник се наоѓа во оној теснац помеѓу недоразбирање на културата и политиката. Па не знам дали е баш така. Не, од друга страна пак некако не можам да менеме. Јас мислам дека во она што во овој момент го живееме е она што го реков генерално неразбирање на улогата која што културата и уметноста може да ја има во едно општество. Затоа што навистина тоа го гледаме и по она што излегува, да речеме како резултати, нели она што излегува, и по што знам, постојано имам чувство дека никако не можеме да ги размафтаме крилата, никако не можеме да летнеме. Кога зборував дека сме цензори на сопствената фантазија, мислев на тоа, дека некако немаш начин просто да ги кажеш нештата. Цело време избегнувам всушност да зборувам во бројки, а некако бројките кои што ги гледаме во последниве години многу јасно дефинираат кој е односот на државата, да речеме, кон уметноста. Вашите проекти изобилуваат со еден сериозен тест на актерска игра и на физичка издржливост. Генерално речиси сите од актерите кои што се појавуваат во вашите проекти поминуваат низ фаза на сериозни тренинзи за физичка издржливост за време на подготовката на самите проекти и при реализација на истите. Ова во светот е концепт кој што е познат долго време, но ви беше проблем, предизвик на нашите актери да им доловите дека има нешто друго и од страната на театарската и... Да, предизвик е секогаш. Сега кога ја работев Иванов во МНТ, баш помислив на тоа дека нема екипа, нема возраст, нели нема подготвеност или неподготвеност на актер која што ќе попречи да прифати добра авантура или да прифати разработен концепт или идеја која што ќе зарази, да речеме. Во Чудна случка со кучето во ноќта употребивме фри-ранинг техника. Меѓутоа сакав да кажам дека она што го работиме или што го работам секогаш има врска со конкретниот текст или со конкретната замисла, со конкретниот концепт. Не може секаде се разбира да се употреби вакво нешто. Фри-ранинг техниката одлично одговара
и страшно му помага на филмскиот јазик, на текстот, на Чудна случка со кужата во ноќта, односно адаптацијата на Сајмон Стивенс на романот на Марк Хадон, затоа што на вистина толку брзи промени има, кои што се промени во простор, промени во време, толку е динамична целата структура, што секакво, да речеме, реалистично движење низ просторот би било невозможување или осиромашување, да речеме, на можностите на сценско изразување. И во таа смисла беше многу важно да го направиме, иако беше и огромен предизвик, затоа што беше во време на короната. Значи, практично тренинзите, освен што беа тешки и напорни, беа плюс и со маски, кои што сите ги има, за да воопшто успееме да дојдеме до премиера. Маските, актерите ги тргнаат 10 дена пред премиерата, некој недела дена пред премиерата, прв пат. И кога сме кај актерската игра и кај актерите, деновива постојано се зборува за вештачката интелигенција, дека ќе може да замени се, буквално. Но дали креативниот ум и потенцијал ќе може да се издвои со мимиката, со гестот, да биде предмет повторно на режија? Морам да ви признам дека бегам од тие работи. Кога зборував за концептов на вертикална игра, на нешто кое што ќе биде некакво брдо, некаква карпа, некаква пирамида, некоја кула и така натаму. Доста ми беа покажувани тие вештачка интелигенција, нели што би направиле, што се нуди, што би можело да биде. Меѓутоа бегам од тоа постојано, затоа што мислам дека човечкиот ум и човечката креативност е единственото нешто што нема ограничувања, нема граници. Не знаеш во кој момент на каде ќе те одведе. Се разбира дека за театарот секогаш сакаме да кажеме дека е уметност на моментот, нели? Од една страна тоа е тажно, затоа што се чувствувате како да пишувате по песок, нели? Со првиот бран, тоа што сте го направиле, го нема. Во моментот во кој што представата не се игра, таа не постои. Значи да постојат некои записи, тие записи се од една изведба, а секоја изведба во театарот е апсолутно различна, затоа што прво тоа е, нели, денес акторот е посебно вдахновен. Денес акторот направил ненамерна грешка и од таа ненамерна грешка излегле некои нови, многу богати и нови правци, да речеме. Активен чинител на представата е публиката. И секоја публика дише различно, секоја публика и дава различно на представата, на изведбата вечерва. Па ќе речеме, денеска, како спој беше тоа на публиката и нас, нели, од оваа страна. Некогаш оди тоа тешко, нели, ние не сме успеале да ја префрлиме рампата или публиката просто не била понесена од она што се случува на сцена или нешто попречило и така натаму, така што кога некој ќе ми каже оди на оваа представа фантастична или оди на оваа представа катастрофална, јас ништо од тоа не верувам, затоа што тоа било таа изведба. Јас сакам јас да отидам и да видам и јас кога ќе бидам публика, каква представа ќе се случи, каква представа ќе видам, се разбира, постојат представи на кои што ништо не им помага моментот, нели? Или представи кои што секогаш, кога и да отидете, се фантастични, но фантастични на различен начин, би рекол. Така што тоа, уметност на моментот е нешто што е страшно и страшно драгоцено, нели? Исто време. Бузалковска, ви благодарам што бевте дел од Трилинг вечерва. Благодарам јас. Соговорници во Трилинг беа режисерката Зоја Бузалковска, адвокатот Јанаки Митровски. Имавте можност да ги чуете и хрватските искуства и искушенија на патот кон Европската унија. До следниот петок, кога се враќа уредникот и водител Гораш Чомовски.